Една од омилените личности на јавноста, позната истакната актерка, прво во театарот за деца и младинци, а потоа и во МНТ, Тања Кучевска, гостинка во студиото на Репортер. Тања, здраво. Здраво. Драго ми е што си гостин во студиото на Репортер со мене. Па редно беше последна година да се сретнеме. Последна година договарање. Така, има година дена, има. Година дена, наравно. Има година дена. дена. Па фати короната, па едно, па друго и некако и конечно се најдовме. Да. И вчера се смеевме, нели, кога правевме муабет по телефон, абе, од што сакам све да те прашам и е страв да не го заборавам сега најбитното во прашањава. А тоа секој се заборава, така да оставаме и за второ гледање. Здраво за после година. Добро, ливчиња за не, или у Маврово ќе правиме. Маврово ќе правиме. Маврово ќе правиме, да. Едно интервју. Да, може некој ќе сака да ми поклони куќа у Маврово, па пред моја куќа ќе правиме интервју. Да. Пред да отидеме во Маврово и да го правиме тоа зимско интервју, ајде ова овдека. Неодамна синот Александар правеше роден ден. Александар е последен од нас. Значи прво е роден ден на керка ми. Керка ми е на 3 јануар. После сум јас 21 јануар, мажот ми е Предраг е 4 февруари и Александар е последен 16 февруари. Така сите сте некако сите сме тука јануар февруари. Јануар февруари зимски деца, најубави деца. Да, затоа ја сакаш период. Така. Да. И сега ги најавивте сите родендени, све одеа некои фотографии на социјалните мрежи кои што ги објавуваше ти, ама некако најмногу ми остави впечаток на твое видео со кое што го најави твојот, односно го објави твојот 45-ти роден ден. Не се прашува дами за роден ден за годините. Не, 54 имам. Да. 54 години имам, да. Тоа го најавив и на 54 години, зашто да ги крем годините кога правам салто во вода. Нема потреба. Така, сакав да те прашам за салтото во вода. Објави едно интересно видео во кое што се затрчуваш, правиш скок, салто. Да, јас во младоста многу се бавев со спорт. Значи за гимназија пливав, играв ракомет. Мојот покоен брат Очет Круме, кој што беше наставник по физичко во Јана Москоменски, и неговиот брат Симе исто покоен. Сега зборувам вака покојни зашто мајка ми е 600 дете, а има 80 години. Значи сите мои роднини постари ова, значи само некој ми умира. И тоа е многу страшно. И со нив, они се беа, значи моје братовчеди беа тие со кои што јас живеев. Односно синови на најстарата сестра на мајка ми со која живеев 14 години поради турнеите. Така да они беа спортисти, беа ракометари, Круме беше тренер скијање и така да они ме научија и ме пуштија во спортските води. Така да се бавев многу со спорт. Инаку на академија кога бевме на покојниот мој професор Сејтин Есетно бев асистент. Односно ги покажував вежбите кои требаше да се работат. Така да јас до ден денешен се уште немам проблем дали да направам салто. Сега не можам во место да го направам зашто имам гумени перничиња околу, па не можам да се свиткам толку добро, треба да ме придржи некој. Инаку се што треба да направам што е до моето, да кажам, виткост, како се вика, не виткост, еластичност, можам да го направам без проблема. Јас заработував од тоа на море, кога одевме, и сега со театар и со колеги ве седиме и од други театри колеги, ајде сега ќе се надпреваруваме со скокови вода. И ја на крај ќе рипнеме договорени, јас сега прва ќе видам и ја ќе ви кажам како е, и се сите нели насмејани. Тања ќе ни кажува, нема кона дебелава ќе ни кажува што треба да правиме. Добро. Се прекитував и одев. И се на почеток нели со плашливо влегував во вода, не знам што, на крај завршував со салта, така да секогаш ги земав парите на крај. А тоа не беше малку, 50 или во 50 или во 100 евра се договара. Па добро, во фино сте се кладале, значи во добри пари. На колку години го направи ова салтото кога го објави сега видеото пред летото, значи не ова лето, сега претходното. Каде на море? Во Котор. Во Котор. Так, и се слуша во позадина глас Леле, Тања, како колешка никаде моја, најави дека ќе правиш салто или така одеднаш. Да, колешка една моја која ми биде, не си нормална, чекај, викам, ти само уклучи камера и снимај. И немаш проблем. Не беше само салтото, откачено видео, туку имаш и една многу пооткачена фотографија која што мислам дека ти е и на кавер на Facebook. А четворица кога? Со четворица мажи кога те држат во Да, тоа беше пред некоја година, тој е наш колега Ален Ливерич од Хрватска, он е иначе глумец. И кога отидов, он се уште беше во брак со Дијана, што ми е мене најдобра другарка, сега се разведени. И отидов ја сама на одмор
И нешто, не знам, исто се пицигин, како се викаше тоа, на сотопчињето вода кога се фрлаат. Така игравме нешто и јас победив. И они сега за награда, што сакаш? Викам, сакам сите да ме држите во вода и да се сликаме. Двајца од памет си извадија, како тоа ќе го направиме? Многу лесно. Па им текна дека у вода може да го направат за да бидам полесна, да. И така кога се вратив, само кога ме праеше маш ми како сум поминала, само ме фрли фотографијата. И што ти рече? Никогаш ништо. Го спомнавме Предраг, 25 години си во брак со него, односно неодамна прославивте 25 години. Да. Брак и повторно имаше една интересна фотографија. 25 години, навистина му го креваш притисокот или? Па не му го мерам ја. А му мераш притисок, така? Он ми го крева притисокот. Така опако било. Да. Вечито ми го крева притисокот. Зошто? Затоа што е он многу помирен од мене. Јас сум експлозивна, сум пожива. А он мирно ми одговара, мене тоа повеќе ме нервира и затоа секогаш ќе експлодирам на крај на разговор. И викам, велам порано, значи секогаш сме се сакале, сме водели љубов. Сега си мериме притисок и чолку не ми трепне. Годините, веројатно, како одите натака одиме некако. И сега си гледам по фотографиите што да ставам, нели, за годишнина, кога видов фотографијата, само се насмеав и ја ставив. Имаше една, зашто не е музикален, фалшпеј, тоа многу ме нервира. Да знаев порано, немаше ни да се земеме, можеби. Да, и кој ќе почне да пее, пеевме во Грција, бевме на 2 дена и пеевме заедно. И некако ја погоди песната и го засакав тогаш, така песната малку, крила, да. Значи... И така, тоа. 25 години во брак со Предраг, добро, како е да се има супруг за колега, со оглед на тоа што вие заедно работевте долго време во театарот за деца и младинци? Ужас. Зашто? Како зашто? Колку пати се каравте? Не, еве сега и камерманите ќе ги прашам и тебе ќе те прашам. 24 сата со маш или со жена се седели? Не се седи. Па не се седи, па е по тие причини, само што кај нас ние кога работевме во театар за деца, нели ќе отидеме до работа обавезно се караме у кола, нели полемизираме. И кој ќе дојдевме таму веќе нели со еден колега со друг колега се заборева. Сега со пандемијава ми го изема сега прашањето. Како тоа е во времето на пандемијата? Ма добре, мислам, ние сме си пар кој што се сака, кој што живее многу убаво и се, значи јас ги кажувам само шеговитите работи, да кажам, од нашиот брак. Не дека нема лозбол, не дека колку пати сум сакала да го оставам, не е тоа кој некел, нели? Меѓутоа, во суштина сме среќен, задоволен пар, се уште сме здрави, живи си работиме, разговараме за театар, разговараме за ликови, разговараме за можни представи кои би требало да се играат. Значи, се што е во склоп на театар, разговараме. И филм додека гледаме исто, тука сме поделени, секогаш се расправаме, нели, во однос на жанрови, на филмови, на серии и така. Меѓутоа во суштина може само да ни позавидат. Секогаш си транспарентна во кажувањата, имаш во себе неверојатна харизма која што ја пренесуваш на луѓето и секогаш делува дека ти е све потаман. Верувам дека не е секогаш така, ама пред да позборуваме за твојата мајка која што спомни дека боледува од Алцхаймерова болест, сакам малку да те вратам на тоа како се запознавте како почна вашата љубов со Предраг. Со Предраг ние сме колеги од факултет, ние сите се знаеме. Он се забавуваше со една девојка со години. И нели секогаш на исти места излегувавме глумци, бар тогаш така беше помалку кафичи, имаше да кажам, нели, или места кај што излегуваат уметници, театарчи, ние секогаш сме се пикале по такви места. Нели се сретнуваш со нив. Кога се работев јас од Драмски, пошто прво работев во Драмски, прв директор Чоревски, сега тоа морам да го кажам, памтиме го зборот за да се навратам. Значи, кога се породив, јас бев трудна на дипломската, кога се породив, мислев дека сум заборавена од сите, дека никош нема да работам. Благоја Чоревски се јави и ме праша дали сакам да работам. Значи, само што го помислив тоа. И јас веднаш отидов во Драмски, Даценко Ѓоко Софија прво беа вработени пред мене. Јас кога добив решение после 2 месеци, поработев едно известно време. Од другава страна се отвараше нов театар, тогашниот директор, ти ќе дојдеш кај мене во театар и мислев дека ајде велам нешто ново, па ми беше интересно и не знам, се уште не знам зошто да кажам. Што не можам да се покам, значи не би имало оваа судбина сега што имам. И од Драмски како дојдов во театар за деца и после некој време дојде и Предраг. Од Суботица, он во Суботица работеше, дојде Предраг да работи во театар за деца и ништо, нели, здраво колега од колега.
И кога видов дека е одреден дел од персоналот во театар за деца го загледува, викам, чекај, јас сега да почнам да видам, па не е ни толку лош на крај краишта. Дали во тоа време со 50 килограми почнав и мини сукнички да носам, па само нешто ми паѓаше. Па само намерно да се нава, ништо не ме приметува, вика, после го прашав зошто не ме приметуваше. Вели затоа што мислев дека во тоа време бев воек на популарност со твоите очисина на Макфест и вика, мислев дека имаш некој шејк за дечко и дека те зима со кола со 6 врати. А јас тогаш бев популарна, ама живеев под кирија, бев скарана со моите. Јас морав сама да се издржувам и да плаќам кирија со тоа што работев, чистев по куќи ке тие што ми дава за кирија и ги чистев скалите во зградата. И тоа го работев можеби година дена. Јас не се срамам од тоа, го кажувам отворено. Така некако се случи да ајде со секретарката Вики и Владимир Лазовски што беше заменик министар до пред известно време. Јас и он од гимназија малте не се знаевме и сега заедно вработени, ајде ќе одиме на ручек. Отидовме на ручек, нели како се запивме, не можеш да ме извадиш од кафана, јас кафана сакам. Си отидоа колегиве и јас со Предраг до Пеца Бајле останав и у Пеца Бајле ме побара за жена. Јас му реков, во ред, да, сигурно, јас со дете сум, со багаж сум, ти ме ќе ме земеш, да. И така испадна, значи, од прв момент ме побара за жена и како ме побара, се заидовме и еве се 25 години мериме претисоци, си мерите претисоци. Ама прочитав дека и претходниот брак си го 30 септември во 5 часа. Во 5 часа бен. Да. И децата ми се исти термин. Така. Да, само што Нела рано се роди, па 3 јануари, иначе требаше 8 февруари. Колку се блиски Нела и Александар? Многу. Значи, они не се гледаат секој ден. Александар е возрастен, си живее сам, односно со девојка, меѓутоа на друго место. А Нела е се уште со нас, пошто студира, нели, втор факултет сега на ФДО, беше на филолошки. И се уште е со нас, така да меѓутоа во не давам да се оддалечам, значи се ке направам да се борат еден со друг, да се сакаат и почитуваат. Значи прво они да се почитуваат, нас да не почитуваат, па после се околу. И да нема кавга, да не се скараат за ништо, посебно не за имот или за нешто. Јас до ден денес кога носам подароци, носам со цената на нив. Значи секогаш да има, мислам, они тоа ми викаат, добра Тања ме викаат иначе, во ред. Нема мамо, знаеш. Па нема одамна нема мамо, да. И така да секогаш се трудев, нели, или Нела кога беше помала, он беше поголем, па излегуваше. Нела сега на брат ти му давам повеќе пари затоа што излегува поголем. Значи никогаш проблем не ми направиле, сам кажа Тања. Не, сакам едноставно да се знаете. Меѓутоа почита меѓу вас сакам да не се поремети, да не го поремети ништо, апсолутно ништо од страна. А ово апропо Тања, нели, кога се мали деца, мамо, мене досадно ќе умрам. И големиот Тања, ја се завртив макина. Фраерскиот Тања, да. И Тања, ја ќе се завртиш макинално на Тања, да. Што велам ја, без тоа тетка, кој ќе поминеш по улица тетка? Без тоа така вика тетка, мајка ти е тетка. Да се вратам пак на моабетот што го почнав. Беше претходно во брак исто со актер, со Љац, да. Како беше во тој период кога нели се раздели со Љац, па се забавуваше со Предраг? Како реагираше како реагираше околината? Не ме интересира мене за околината воопшто, нели, како реагира. Јас со Љац бев најдобра другарка во една академија, ние бевме нераздвоени 4 години, јас, Љац и Киле. Значи нераздвоени бевме, ние случајно го направивме Александар. Да, јас останав бремена и реков сакам дете и ќе одам до крај и ќе го родам. И после сестрите на мајка ми, па да не биде без татко, која свадба ние знаевме дека ќе се разведеме одма, така да немавме некоја траума дека ја се разведов. Мислам, едноставно се повлеков со детето, си живеев прво кај моите, после отидов под кирија, си живеев сама и животот ми продолжи. Онака моите многу ми помага. Мајка ми во пензија отиде нарочно кога се породив јас. Зашто они додека пееле, мајка ми на 4 месеци ме оставила, на година дена ме видела.
А тогаш немаш ни Skype, тогаш немаш ни мобилен, немаш ништо. Значи тоа се трауми што ги доживела мајка ми сега, кога е веќе нели со Алцхаймеров, значи тоа е најголемата болка зашто нам оставила со дете како бебе, а прв пат вика да не беше тетка ти да те држи за рака во Дубровник, ние куќа имавме во Макарска, значи да не ме држала тетка ми, немала ни да ме познае. И тоа е целата болка што не се тишти и во болеста. Да. Така да ќе те прашам за тоа малку подоцна, уште едно прашање сакам само да ти поставам, да не ми остане недопрашано. Во времето кога се разделуваше со Љас беше многу популарна. Не, тоа ми беше муабето, значи со децата, да, со детето си останувам, не давам тоа, не давам. Значи да сум по цена на сиромаштво и на гладување, јас нема да оставам дете никогаш. Значи никогаш. Како што и не сум го ставила, али затоа велам, многу ми помогна моите и мајка ми, затоа отиде пензија и затоа сакам се онака, нели, до крај на живот да и се посветам и да ја дочувам и да направам се што можам за неја. Порано била крута со мене, нели, секогаш што и да направам, можело и подобро и секогаш, меѓутоа го правела сигурно тоа за мое добро. Добро, изненадувачки за ние што не знаевме, да речем, дојде веста кога објави на социјалните мрежи дека мајка ти е изгубена летоска во... Па немавме друг начин, ја баравме милион пати. Што се случи тој ден? И така разбравме, ствари многу мина дека вашата семејство... Не, немавме што да правиме, онака крајниот исход ни беше ништо, ќе пишеме на социјални мрежи, луѓето не знаат, побрзо, бар ќе ја најдеме, порно никој да ја најде вака, него урека да ја најдат, пошто обично така завршуваат, нели? После колку време успеа да ја најдат, кој ви дојави дека... Не, она си има обичај. Она е, ако е болна, она е многу витална жена. Так. Значи, она без проблем ги пешачи денеска 7 километри, 8 километри. Значи, немаме никаков проблем. Од куќата во Елен Камен, кругот до Бисер манастирот и назад има околу 3,5 километри, да кажам. Значи, јас кој ќе дојдам, јазикот по земја ми се влече. Она, мајка, јас уште еден круг ќе завршам. Значи, од таа страна е витална, она се обскрбува сама себе. Меѓутоа, татко ми е 24 сата на днес, да не остави струја, да не се случи нешто, па да падне, па... Нели, од тие причини он е над незе. Така да она знае да си излезе, пати за куќата во Ново Мало, каде што живеела како дете, иако сите ја чува баба ми сите 6 деца, сепак припадна не еден од војковците. Така да мислам дека сега од оваа перспектива нешто да гледам, мислам дека би купила едно парченце само да си доживее, само да си го доживее животот во како се вика, во Ново Мало. Не се. И она секи си дојде Ново Мало, од тука иде до црква, значи побожна е, ќе дојде во црква и од црква после тоа иде на Карпуш каде што живееја порано. Значи тај е маршрутот, и обавезно или парк или покрај кеј така. Значи тој дел е маршрутот, више ја знаеме како и онда ни полесно заба имам оставено во црква телефон сега, значи кој да ја види, не јавува, да, само што сега веќе како поминува време, се повеќе и повеќе тоне и се потешко мислам дека и се потешко наоѓа сила да излезе и да оди сама. Кога зборувавме околу болеста на мајка ти, кога објавивме ние на нашиот сајт, ми рече Алцхаймерот е болест на целото семејство. Да. Колку сметаш ти дека тие луѓе, имаме ние институции кои што ќе се Немаме институции. Немаме институции. Јас 1000 пати зборувам, значи сега нели, можеби пред мене милион луѓе го поминале тоа. Меѓутоа кога дојде на мој грб, сега гледам дека не е едноставно. Значи многу се потребни тие дневни центри. Кај што ќе си одат они во дневните центри и како дневен престој и во 4-5 си ги зимаме назад. Значи тоа тие дневни центри сегде ги има. Сега со најдобар пријател на татко од Словенија зборував, човекот има 80 и нешто години. И они жена му, значи меѓутоа друг е менталитетот. И они сега двајцата како маж и жена си одат во дом, односно си зимаат една гарсонјера, да си го живеат таму, да не сметат на децата. Ама кај нас ако го оставиш родителот во дом, ќе те покажува... Добро, сосема е другаче. Ами такви беа домовите кај нас. Кај нас кој е... Освен приватните? Не за приватните, сите се скоро приватни. Сакам да кажам, кој може да чува и е обучен за
Нели, сега почнаа во последно време да се обучуваат. Така да со доктор Габриела Новотни, која е и доктор на мајка ми, ние го правевме спотот апропо целата, нели, денот на болниот Алцхаймер. И се договоривме дека ќе почнеме, здрави Боже, малце да пројде короната пандемијата, дека ќе почнеме да се бориме за тие дневни центри. Што мислам дека замавзема болеста. Замавзема, јас со кои не разговарам, луѓе со кои сум се гледала и се гледам, например, низ град, и ќе ми кажат, мајка ми беше болна или почина, или се уште е болна, или татко, или мислам, еден од родителите им е болен. Така да ќе се борам за тоа без разлика, не де Боже, мислам, нели доаѓа денот кога починуваат родителите. И еден ден и ние ќе починеме, иако сме нечии родители. Така да мислам дека до крај ќе се борам за тоа нешто, за тие дневни центри. Како е татко ти? Како тој се носи со целата вара? Како? И он е 24 сати, он е 80 години, значи он не може веќе да издржи, да биде, нели, по него. Ние војнички сме живееле дома, се знаело ред. Така да он сака се уште да го задржи, не може да се помири дека се уште дека е мајка ми болна. И затоа му реков, значи себе да се улесниш и не е за било што те прави. Остави, пушти само музика. Значи ја тоа сум фрапирана, значи сите делови почнуваат да атрофираат. Единствено тој дел кај што е за пеење, за незината музикалност, тоа е се уште живо. И она пее, и она хармонично пее, како да кажам, во гласови пееме. И сега како зборувам, нели ќе пуштам некој концерт или нешто, и она нешто ќе запеам, ја и она ќе ме погледне вака, не е тоа, не. Ова завршува на пикардиска терца или завршува на хармонски во дур или завршува мол и д. Значи, едно време ќе се завртам, добро, викам, ти имаш Алцхаймер или немаш? Знаем дека си го ми го кажеш дека така реагираш. Да. Има емотивно видео со сестра ти Лидија, татко ти, мајка ти Забадник, кој што го објавија, во кој што сите тројца пеат. Да. Добро, како е кога ќе се соберете цела фамилија и кога пееме? Кога пеете? Убаво, кој најубаво пее? Најубаво. Те карате ли ја подобро пеам? Еве, викаш мајка ми ме кара, не е баш тоа така? Не, сум рекла 100 пати. Например, за мене Лидија е подобар пеач, помузикална е, подржи интонација, дали ја дека од се бавам со друга професија, за тоа си треба, нели, за да можеш да пееш и да бидеш стабилен и интонативно, треба да вежбаш секој ден да си во тоа. Јас сум сосем една друга професија, меѓутоа тоа многу ми помага пеењето, па во мјузиклите, например, кои што ги работевме во МНТ. Тоа сакав да те прашам околу музиката. И ти и твојата сестра настапувавте и порано на фестивали. Ти се повлече од музиката 93-та кога победив со твоите очи сина. Значи тоа ми беше врвот. И што да правам? Значи лесно ми беше да дојдам до врвот. И што после? Многу е потешко да се одржи, а јас немам намера да се бавам со пеење. Така да тогаш се откажав. Добро, твоите очи мој син е ден денес е песната. Па е. Поубавите на македонската музичка сцена. И сега колку има вистина во тоа? Тој период се разведуваше ти, колку има вистина дека таа песна е за твоите очи? Нема врска, тогаш се запознав со Врчаковски, со Миле Врчаковски, чиј е текстот, значи он не прател во животот, мен и љац, па за очите на љац, ке пише, како да не. Прво Александар има зелени очи, љац има кафеави. Мислам тука да се разбереме. Затоа и те прашав, затоа што и јас се сеќавам на тој период, тогаш имаше екран да се купи, па тука читавме, па по мобилите околу. Не, тука малце си фантазираше љац дека таа за него, па го оставив малце ако. Нека си пофантазира, нека си живее во тој филм малце. Се занимаваше со музика, меѓутоа ти си професионален актер. Кога прв пат реши да се запишеш на факултетот за драмски уметности? Со оглед на тоа што 20 Знаев од секогаш. А секогаш кога ми вика дека не треба со уметност, не ја коментирам во музичко да одам. Што највеќе мразев, значи од тоа замрзев затоа што со сила ме тера, можеби да не беше со сила ќе засакав. Јас дома имам милиони инструменти, ни еден не ми се пипнува затоа што ме терале со сила. Дури ке покојна Нада Гајч не отидов на полагање солфеж, мислев ке ме бутне за да ме избегав кај Проскови или кај кој беше, не знам тогаш. И мислев дека ќе ме отпише татко ми, не, ме двојка ми стави Нада. Ама едва се погодивме со татко ми, да го замолам, молим те, значи тоа е нешто што не го сакам и не ме тере со сила. Така да едно време решив, многу сакам хирургија, да. Личиш на човек кој што може да работа фантастично, да биде искрена. Да. И неколку пати мислам
сум се оперирала за посебни работи, значи јас пред операција станувам да дзирнам во сала, тогаш ги перат инструментите прават, или подготвуваат за операција и така. Иако адреналинот ми е на милион, нели, и малце и страв постои тука, нели, што ќе исходот каков ќе биде од операцијата, меѓутоа ми било убаво кога сум таму. Јас 10 животи да живеам, ќе бидам актер и така, тоа го сакам највеќе. Дојде на приемен испит, што полагаше на приемен испит? Сега морам да те прашам за почетоците, затоа што пева тоа. Па на приемен испит се полагам еден или два монолога, не знам како беше, рецитација и песна. Така. И после одиш во вториот. Па идеш во втор круг ако те одберат. И те примија во вториот? Па да ме примија. Па да, зашто ме праша професорот Милчин да не сум на Кочовски, Керкерков не. Ние сме роднини, ама не, да не кажам чивја сум и така. И така да со него работевме и сум многу задоволна. Многу сум задоволна и срекна. И добро, првата улога која што ја одигра може да се диспутира. Тоа првата улога ми беше во стариот мената кога беше во опера и балет. Значи во таа зграда во Гуштерица играв. Играв жена на еден од племето и ја играв рибката во Гуштерица. Тоа беше еден перформанс гимнастички, кај што работевме со еден русин, кај него требаше Јаси Георгиолевски да идеме едно време на постдипломски, пошто бевме на факултет као асистенти, нешто за сценски движења и акробатика. Нешто така беше во тоа време со професорката, покојна професорка Татјана Петковска. Меѓутоа тој се самоуби. Професорот па нешто се изјалови, па не отидовме. И така да тоа ми беше една од првите улоги. Колку години беше во театарот за деца и младинци? 25. После 25 години си Да, мене ми беше живеачката и јас многу години патев заради тоа зашто јас израсна во драмски со тие глумци, со тие представи и се прашував дали сгрешив или не сгрешив, со години се прашував. Меѓутоа како ми поведе машината во театар за деца, ние бевме 7 души кои го носевме театарот на раце. Ние работевме и одевме по фестивали каде што ги носевме сите можни победи од тие фестивали. Нас не нарекуваа најдобрите глумци од Белград кои што играа и во детски представи. Таму играат и детски и представи за возрастни. Значи познати белградски глумци стално ни вика каде сте тешка артилерија од Македонија. Доаѓа тешка артилерија од Македонија. Значи тоа ни беше една како да кажам, еден комплимент невиден, значи се чувствувавме многу моќно кога ќе отидевме негде, зашто знаевме дека тоа што сме го работеле, инаку работевме многу со професорот Боњо Лунгов од Софија, кој што ги правеше најубавите представи од тој тип зборува. Значи тој тип од импровизирани кукли, живи представи, сме работеле исто и со него, меѓутоа за кукла и за импровизирана кукла тој е цар. Значи тоа е магионичар, тоа се магични представи и многу необични представи беа каде што ние се представувавме сегде кај што одевме во странство по фестивали. Они се чудеа и не знаеа начинот како ние тоа го правиме. И каква сме тоа ние екипа. Значи он после македонска приказна на пример каде што сегде во светот го освојувавме со представата. Сите вика на секаде ја работел истата представа, истата слична. Значи представа, меѓутоа важа, можда и подобри биле тие представи, тие македонски, тие црногорски не знам представи. Меѓутоа каква екипа сте? Значи, според тоа како функционирате на сцена, вашата македонска приказна е најдобрата приказна и најдобрата представа што воопшто сме ја гледале. И зошто си отиде во Маната? Види сега, значи доаѓа едно време. За мене театарот за деца треба да биде расадник за млади глумци. Так. Значи секој треба што ќе заврши да го пројде детскиот театар и после тоа нели да се оди да биде линкот за театрите за возрастни. За возрастни. И таму може да се работи детска представа, меѓутоа повеќе представи за возрастни. Сега од кога веќе што да се игра, и овде се правеа и младински представи и се. Меѓутоа се случи, нели кога јас играв во Чикаго, тогашниот директор Дејан да ми каже дека има потреба и зошто не размислувам јас да дојдам во МНТ. Има потреба од лик како мен. Значи тоа е народен театар, треба да има глумци од сите профили. И размислував јас многу. Предраг па го викнаа во драмски театар. Предраг некако побрзо целото тоа. Јас бев малце
вржана за овој театар, некако мислев дека цел живот ќе останам таму и нека никогаш нели ја играв хонорарно, ама дека секогаш ќе нели ќе се пензионирам овде. После тоа велам зошто држам место на некој од помладите глумци, да кажеме така. Така. Значи нема потреба да се држи такво место. И после година дена можеби реков одам во МНТ. Да, иако сега се уште некои представи ги играм. Во кои представи, кој ти се имаше некоја омилена представа или пак? Омилена, секој си има свој момент. Сите ми се на некој начин омилени. Меѓутоа сега се уште играм Убавицата и зверот во детски театар, играм во Волшебникот од Оз, играм во ќе заборавам некоја, значи има представи Пипи, значи има представи кај што се уште играм, нели дока некој не дојде, иако нели тоа е заради тоа што сум оставила некој белек во тие ликови и нели можам уште малку да ги играм, доколку решат да ме сменат, нема никаков проблем, нели си одам јас во мојот матичен сегашен театар и готово. Така. Преспав ќе го тепаш Игор Джамбазов, милевиш. Жал ни падна, го жаливме. Не, Игор кога почнавме сцената и ми вика бе удри ме убаво. А мене жал зашто тешка рака имам, така и Сашко Куцев направи Белја пред премиера на Животот е прекрасен. Кажи ми за Животот е прекрасен, каква Белја направи, па ќе ми поштова него. Прво Зигор, да. Не, Сашко Куцев, значи требаше да го удрам и јас сега знам како удирам со раката за да направам вакуум, ама да не боли, а да се слуша звук. Ама ја како еднаш го удрив, он не изгледа лошо го мамнав. Го удрив и се уште еднаш да го удрам и вилицата малку му ја исчашив. И отида на лега, поздрав. И јас со солзи бев, јас плачев пред премиера, го ништи човекот, мислам. Ми беше, ма да не било многу страшно сега, ми рече он, окей, све. Ја истеравте премиерата со нормална вилица? Не, нормално, после дури и Сашо Морфов, режисеров, се смееше. Нели он нешто, пошто играме, он ми е швалер во представата, нели само се караме, ја го тепам, го удирам и он на една реплика, не знам како гласеше репликата, па ја сменивме, сакаш да ти скршам вилицата и се смеевме на тоа. Меѓутоа има техника во тоа, значи во работа со тоа е тоа што ние не го учиме на факултет. Значи што треба да се учи на факултет. Тие не го учиме, тоа се предава, ама не од самиот факултет не се дава големо значење на тоа. Па добро со Игор тоа се случи на Па не, Игор ми вика удриме, не се плаши. И ништо го испотепав и са бајлето. Како беше, дали ми се јави или кога се видов, мисли, да не можам вика да станам другиот ден. Седаме боли, како сум го дирала јас. Сега, добро, малци карикираме, нели, ама сигурно дека не било едноставно. И добро, она што за тебе посебно остава впечаток е што навистина секогаш се допаѓаш на јавности. Дали си, колку си свесна дека во себе и што е тоа што го носиш да секогаш буквално со твојата харизма ја освојуваш јавноста. Што е тој фактор? Носам. Јас те сум слушнала лош збор за тебе, да бидам искрена. Па не дека јас сите сум пријатели, јас имам и непријатели. Така, знам, затоа. Јас имам и непријатели, сум многу како да кажам, дали стареам веќе, па некако сакам едноставно да ги ставам во друг кош тие што ми правеле проблем во животот а нема потреба зошто. Нели јас сакав секогаш да е мир во светот. Се зезам. Се сака. Мислам, сакам да, нели сум сакала се да биде на место, се да биде како што треба. Кога се работи, да има мир во работата, да си помагаме во работата, зашто јас сум човек што помагам на тој до мене, што е партнер што ми е. Јас него му помагам. Ако треба ќе му помогнам и ликот да го направи, ако ми светна си е личката. Затоа што после јас од него ќе црпам, па јас ќе направам. Таа борба меѓу нас двајца доведува до супер ликови, до таму, нели, доведува до едни убави ликови и убава представа, да кажам, нели. Не сум себична во тој поглед. И тој е мојот начин, меѓутоа еве како поминува време, нели, гледаш дека сите луѓе не може да ти бидат пријатели, сите луѓе, па ќе некој постои љубомора, па суета, па
како да кажам, велам, не сум почувствувала нешто во МНТ или во театарот сега, кај што сум, не можам да кажам збор. Значи, до сега како што сум работела, не сум имала проблем нити со колега, нити со режисер, дали е странски режисер, дали е наш, навистина не сум имала. Едноставно, и ми се погодили добри режисери, така да не можам збор да кажам дека нешто од некого сум осудува, не се. За жал, сега публика во театар се уште нема заради има пандемијата. публика, само нема, не е отворен театар. Колку ти недостасува? Како не ми недостасува, еве сега две чекам да почнеме. Кога има најава дека ќе пишеш? Втори, четврти мислам дека е мој термин на репертоар март, а 9 и 10 мислам ќе се на 10-ка. Така нешто, после монодрамата на Ѓорѓолевски на Весна Петрушевска. Тоа е на репертоар за месец мај, има на сајтот на Македонскиот народен театар. Сосема за крај, што те прави среќна, а што те нервира во животот? Муж ми највише ме нервира сега во моментот. Ама сега не работите више во исти театар, ствари не се тоа. Полошо е сега сме дома. Така. Не, се шалам. Па на предрак да се вратиме така. Се шалам. Што ме радува? Ме радува само да сме здрави, среќни. Значи тоа највеќе ме радува што сме здрави, среќни, сакам вака да остане. А тешкотиите ќе си ги поднесуваме заеднички, ќе се бориме заеднички, ние сме родители што помагаме, што сакаме да помагаме и ние убаво кога гледаме, како и сите децата да ни се среќни. А тоа што ме нервира, општо ме нервира целата ситуација, што некои работи не се средуваат како што треба. Порано секогаш велев и за моите леле доста више манифико, да, нивна керка сум, ама веќе доста. Меѓутоа сега кога се случуваат некои работи на познати луѓе, па моите не се ставени па во ни еден кош. А преработеле, биле амбасадори на културата со години, не знам, преку 200-300 концерти за Скопје, за Македонија, хуманитарни. Значи има повод за такво нешто и кога не ги ставаш ти нигде на список, па зашто јас да се трудам па за било што, нели? Едноставно сакам мир, да си ја работам мојата работа, дај Боже да има, велам да помине малку ова, па да работам. Тоа е нешто што ме прави најсреќна. Морам да признам, тоа е нешто што ме прави најсреќна. Не е лесно, значи тоа ми е втор дом кај што ја повеќе време, зашто не сум тип што доаѓам дома на пауза, ја живеам во театар додека се работи представа. Така да тоа е нешто што највеќе ме устекува и сакам да остане така, малце се повлече пандемијата и да се почне пак. Како е да се биде керка на славните Панчи Невенка од Манифико? Како е да се биде? Тоа не знам дали го кажував еднаш. Имаме ние колеги кои што се дојдени од село. Нели, па сакаат да живеат еден поинаков живот овде. А јас моите желби се многу коректни, многу приземјени. А сум дете на родители кај што доаѓале пејачи глумци дома, кај што растена сум у авион сегде, значи Европа, по свет, значи сегде сум, за да ме однесат кај моите, не сум морала сегде да ме носат. На тој начин сум израсната. Првата количка на педали која се носеше од Америка, моите ја носеле, значи и играчки сум имала најубави, сепа секогаш останав приземна и тоа е мојот најубав дел од живењето и го сакам тој дел од живењето. А велам, значи сум била секогаш и како дете, нели, на пиедестал. Секогаш ова е керка на Да, меѓутоа јас тоа така не го гледам. Го гледам како керка на Манифико, да, пејачи кои што работеле безпрекорно, многу работеле и многу се заслужни за се она што го постигнале. Огромни, мислам, големи работници се. Преголеми работници и до ден денеска нешто да треба да запееме на роден ден, па се вежба. За да биде тоа идеално кој ќе се отпее. Имавме прилика на Бубамара, прелани да ве... Да беше вежбање со денови за да биде како што треба. Колку вежбавте, како вежбавте, се каравте ли додека вежбавте пати пене или светови? Не, али треба да се пее, треба да се вежба. И татко ми пазе и они, па зашто сега за едно делче од песнава, па сега треба да се... Не е тоа така, значи не ги разбираат, многу не ги разбираат тие работи. Сосема за крај, кога ги спомнавме твоите родители и Манифико, заслужува ли Скопје да добие една улица со промена на имињето Манифико? Еведена. Па заслужуваат, зашто да не заслужуваат? Со оглед на тоа што сега сакаат да се вратат повторно имиње. Па они се едните што так. Заслужуваат, не се они единствени, меѓутоа се едните од тие кои што највеќе заслужуваат. Мисле, че или треба да умрат па постхумно ќе им дадат улица, не знам.
Ќе видиме, Ова зашто сега гледам чисто сега да како да така се менуваат, нонстоп се менуваат улиците. Дури улици има имиња што јас не ги познавам луѓето, ама биле заслужни за ова, добро, не викам не. Затоа и реков сега. Меѓутоа пред нив има многу позаслужни, не зборам за моите родители, нели? Сите ние пејачи што ги знам и колеги глумци. Значи има заслуги, ама валјда ќе почнат и ќе се сетат на сите. Тања, драго ми беше што беше гостин во студиото на Репортер. Ти благодарам на убавиот разговор и сум сигурна дека ќе имаме уште една прилика. Имам јас уште многу да кажувам се. Рече ти еден муапет. Да, имаме за разговор доста. Има многу убави работи што може да се каже. Сега одеднаш не може се во една емисија. Не може сега колку пати и секој ќе си отидам на Зашто ова не го кажав, ова требаше да го чујат. А зашто се ова не ми текне? А ја зашто не те праша вака за Ама не ни праша? Да, не. Да. Не, ќе се гледаме, ќе се видиме, има многу убави работи. Дај Боже да се случуваат убави работи, па да имаме што да кажеме. Ти благодарам што меѓутоа без театар не функционираме. Јас и моите колеги фелата. Благодарам на И јас ти благодарам.